Добри ве во студио за моите гости, двајца новинари, Зоран Димитровски, Фокус, Љубиша Станковиќ, Утрински весник. Тема на оваа денешна дебата е мистериозната смрт, како јас ја нарекувам, но гледам и последниот Фокус се бави и исто така еднакво и колегата Станковиќ пишува. Во Фокус пишува Љубиша Арсич, всушност ја работи темата за Коста Крпач, човекот кој е клучен сведок, според информациите, всушност СЈ веќе лиферуваше информации веднаш откако дојде до убиство или самоубиство, остануваме дека тој само починал. Имате ли сознанија зошто се доцни со истрагата? Еве можеме со мојот колега Станковиќ да почнеме заради тоа што долги години ги покрива, всушност ја покрива црната хроника, но и ваков тип на убиство. Ова веќе не е она класична црна хроника, се разбира, поврзана со политика, подземје, мафија. Не знам, јас сум изненаден и зачуден. Веќе 10 дена прилика како се случи тоа, ајде ви рековте мистериозна смрт, ја би рекол убиство, повеќе сигурно дека е убиство. И се уште да нема никаква, па и полуофицијална информација, бидејќи се уште не станува збор за некоја истрага. Меѓутоа, многу е симптоматично да во меѓувреме добиеме соопштение од обвинителство кое се обраќа на друго обвинителство и бара информации. Обвинителството е тоа што бара информации, меѓутоа бара Министерството на внатрешни работи. А оттаму ни глас, ни трага, а од јавното обвинителство па воопшто нема, која и диктира фактички истрагата. Не е вообичаено после колку време помина? Моите сознанија се дека ајде да не кажам нешто некој потешен одговор, меѓутоа она барање што го достави Скопското јавно обвинителство до специјалното јавно обвинителство е повеќе од, не знам, фрлање прашина во очи, бидејќи не гледам линкот. Не го гледам линкот што би побарале они од нив. Едноставно СЈ знаеме со што се занимава, што има конкретната задача, прислушкувани разговори. Дали им треба се разговори или ќе водат истрага за убиство, поне си знаат, меѓутоа целиот тек на постапката од први момент, од моментот на убиство до сега е многу симптоматичен. Јас оставам просто за сомнеш и сметам дека се уште некој се обидува да прикрие и сокрие докази и траги од овој чин. Може би грешам, меѓутоа тоа е чувство кое го носам веќе. Можеби се незадоволни, обвинителството не е задоволно, основното обвинителство не е задоволно заради тоа што СЈ објави дека бил под страшен притисок всушност и веројатно очекуваат имења и начинот на кој бил притиснат Коста Крпач. Тоа е едниот дел од работата, затоа што специјалното јавно обвинителство излезе јавно и рече дека имаат информации дека Коста Крпач, кој што бил сведок во една предистражна постапка на специјалното јавно обвинителство. Не се откри која? Тие не ја открија јавно која, рекоа дека фактички им дал нив информации дека врз него се врши притисок затоа што сведочи, односно добивал закани и уцени и така натаму и закани по својот живот. Тоа е една од видовме деновиве, односно вчера, дека специјалното јавно обвинителство рече дека ги проследило тие информации до основното јавно обвинителство, меѓутоа основното јавно обвинителство бараше да ги достави СЈ сите информации што ги има во врска со случајот со сведокот Крпач, што секако од оваа страна беше одбиено затоа што тоа не е предмет на постапката на основното јавно обвинителство. Тие нели само го гонат кривичното дело, односно загинувањето, дали е убиство, самоубиство, но како да го расветлат. гонеле доколку не би знаеле кој го оценувал и притискал? Не, мислам дека тие информации се доставени. Тие информации се доставени, не се доставени информациите од СЈ кои се однесуваат на сведочењето. На сведочењето на Крпач за истрагата, за предистражните дејствија кои ги води специјалното јавно обвинителство. Инаку околу овој дел на прашањето нели убиство или самоубиство, во оној дел од новинарската истрага што нашиот колега, нели сите ние заедно како тим во Фокус ја правевме, нели се појавуваат повеќе шпекулации и дезинформации во јавноста, но видовме дека увидниот тим не ја заврши до крај работата, односно, ако се сеќавате, беше побарано дополнително и од основното обвинителство да се спроведат уште некакви испитувања на терен. Она што е јасно и што од извори во, да речеме, и во увидниот тим и во делот на судска медицина е познато дека
дека се уште не е утврдено дали станува збор за самоубиство или за убиство, туку дека има една прострелна рана. А не се две како што се шпекулираше во градите. Да, има една прострелна рана, прострелната рана е некој аголо 90 Што е степени. Сумнителен? Што е многу тешко да се Велите постигне. дека е сумнителен во фокус. Дали е сомнително или не, во секој случај е многу теоретски возможно, но многу е тешко да се самоубиете со пиштол. Станува збор за револвер, Смитен Весон, барем така Тоа е Магнум. така Тоа е Магнум прочитавме. со голема моќ, разорна моќ. Значи тој Магнумот сам по себе Смит и Весон, значи како марка, со еден куршум во гради, значи дефинитивно доведе до смрт. Меѓутоа или во се почита како најчесто се вршат самоубиства. Меѓутоа вие спомнате дека можеби се 2, а јас би рекол можеби се и 3 куршуми. Има некои информации кои Таму на терен се слушнале повеќе куршуми. 2 во гради, 1 во глава, па дури потоа следат оние 4 кои што се испукуваат низ прозорецот и завршуваат во Од судска медицина, Во соба нема? Нашите извори од судска медицина говорат дека еден куршум му го пробива, значи делот каде што е во градите. Значи И нема толку? и тоа е со еден куршум. Добро. Тоа е значи од извори во судска медицина. Добро, твоите извори велат Вториот- дека има Јас повеќе. велам дека ова се неофицијални информации, Добре, немам да. немам Нивните се темала сознание, што- Те се немам- неофицијални, немам- меѓутоа има немам изворите сознание се во судска медицина Да. кои ја правеле луѓето што ја Добре. правеле обдукцијата. Тоа е едната работа. Втората работа дека крпач лежал во кревет, наводно таму е пронајден, дека е покриен со некакво кебе, не е јасно дали кебето било пробиено или не пробиено, таква информација немаме, и дека пиштолот бил отфрлен на надвор, бидејќи тој лежал на кревет, пиштолот бил на подот. Оние што познаваат, ракување со таков пиштол, таков револвер, велат дека можно е да има трзај и од трзајот да е отфрлен пиштолот. Но толку Меѓутоа да е многу отфрлен? невообичаено на таа далечина. Без оглед на се, проблем има и со пиштолот и од друг карактер. Од МВР велат дека тој имал дозвола за пиштол. Меѓутоа за револвер не можете да имате дозвола. Револвер, проблемот со револверот е што има буренце и има не изфрла чаури. Чаурите остануваат внатре. Пукате и чаурата останува. И токму поради тоа не можете да имате дозвола. И сето тоа е вака конспиративно сега, затоа што увидниот тим се уште не излегол на крајот со своите сознанија. Тоа е една работа и вториот дел, она што е сомнително на теренот, е што од таа просторија од станот имале и други луѓе клучеви, освен сопругата и самиот Коста Крпач. Добро? Само Добро. се надоврзам на ова што го зборуваше Ајде. колегата. Значи, ова е финалето. Најдене во спална соба, имало кебе, пиштол бил ваму или таму. Тоа е финалето. Мене ме интересира и претходниот. Да. Значи, тоа станува збор за зграда која е на 2 ката и 3 ката над неја има хотел. Што значи таму сите станари се познаат меѓу себе, да немаме дилема. Повеќе од сигурно. Моите сознанија се и тоа беше објавено дека постојат безбедносни камери во тој влез. Се постава прашањето дали обвинителство ги прегледа безбедносните камери, бидејќи веќе се шпекулира кој влегол, што влегол, значи може точно да се утврди кој влегол и повторно се просто да сумнеш дали безбедносните камери во моментот кога се случува ова работеле. Моите сознанија се дека не работеле. Дека биле Исклучени, да. Дека Добро. некој дошол и ги исклучил. Како со смртта слично со На Никола Младенов, Младенов. да. Ова е прилика така некако. Добро. Па дури после настанува на што се случува трагичната смрт. По продолжение на ова што го говори колегата, пак ја речем, моите сознанија се не мора се точни, меѓутоа се во тој правец дека се случува тоа што се случува, човекот почина што почина и дури одпосле се пука во насока на комбето, комбето? комбето е паркирано. Дека после тоа е пукано Да. во комбето. Дали се работи за Смит и Весон? Јас бев тој што имав таква информација, иако некои ме убедуваат и не можам да тврдам дека тоа така, дека станува збор за автоматски пиштол од марката Шкорпион и затоа се слушнало рафално пукање, зашто постои автоматски пиштол повторно забране за употреба на цивили. Значи никако не можел да биде собственик тој на ниту на автоматски пиштол, ниту на Во револвер. крајна линија и да поседувате и револвер од типот Магнум и да поседувате мислам Смит и Весон и да поседувате кој има нешто има разорна моќ, него има голема звучност. При спукување има голема звучност. А тоа се слушна бидејќи јас го слушнав бидејќи бев на само 100 метри од местото, сосема случајно нели. И дали се работи за Шкорпион е веќе ирелевантно, меѓутоа проблемот е во тоа што се уште немаме елементарна информација дали е Смит и Весон, дали е Шкорпион, дали е обичен пиштол. А што значи тоа? Што би значила таа информација? Тоа многу Зошто е значи таа затоа што значајна? Има значење.
Има многу Се знае кој поседува таков тип на Али мора оружје. да не поседува, само што да има поседува. документ дека поседува за да се И самоубие ракувањето, не само што е забрано да Зошто е поседува, важно? не само што е кој смее да поседува. Значи се знае автоматски пиштол може да поседува само војска и полиција. За цивили е забрано. Ако е автоматски посебно да. Значи мора да е некој и човекот што поседува па макар и илегално треба да биде и така како добро обучен за поседување на такво оружје. Што значи тоа? Тоа значи дали- дека го користи и треба да го користи. Значи не може секој да работи со тоа оружје. Може би. Некој му Јас кажал само како ова треба, во друг може би контекст. обучен како да го Значи, користи. ова Е, го тоа е говорам веќе- во контекст Добро. дека беше објавено во медиумите и во провлади медиуми дека тој е убиен, односно самоубиен со оружје кое го имал како дозвола. Аха, Значи од МВР. аха. Токму од овие причини велам, не можел да има дозвола ако станувало збор за такво оружје. Ме разбирате? сега ги А тоа е демантирате контекстот. тие Да, тоа е контекстот. информации, Инаку након- ако не било го такво знаеш. Не може оружје, да демантираме да. Билјана. Ние не може да демантираме зашто нема ни една Немаме една- сознание, но Според велам ако неофицијалните според информации, неофицијално. добро. Но повеќе во делот на самоубиството можеби треба да се задржиме, сега зборувам од друг аспект. Многу негови блиски пријатели, значи сопругата, братот и некои други, сега повторно ова неофицијално и неформално, нели, велат дека и покрај тоа што тој кажувал некаква загриженост, дека и дури пиел некакви таблети за смирување во последниот период, веројатно од периодот кога сведочел, кај во Но специјално и имал обвинителство или имал притисоци. притисоци и така натаму. И покрај тоа дека тој е последниот човек кој што би посегнал по својот живот. Дека ниеден од нив не може да поверува дека тој би посегнал по својот живот. Во било каква ситуација би барал некаква друга помош од луѓе и би се снашал, нели, а не да Но го се едно направи дали тоа е, изгледа дека е се едно дали е убиство и самоубиство. Доколку е и самоубиство, според кривичниот закон кој вие го Јас, цитирате, само што- значи дека е практично Па тука е убиство. парадоксот на однесувањето на Скопското јавно правителство. Они побаруваат некои информации кои се однесуваат на прислушкување и разговори, не знам што поседува СЈО, а од друга страна истражуваат убиство. А ние немаме елементарна, значи елементарна информација дали е самоубиство или убиство. Значи ние немаме квалификација. Значи се одиме ако со е- дека можда е самоубиство, вие рековте мистериозна смрт, и повторно сме тука некаде. Меѓутоа ние немаме елементарна информација 10 дена за што станува збор. Може би тие имаат и не И моите веруваат до јавноста. Не, и моите информации се отприлика кога инцидират со информациите на колегата дека човекот не би дигнал рака на себе. Бидејќи бил баш една здрава психичка особа. Има и зошто сега да не навлегуваме во некои други приватности, меѓутоа човекот да се пожалил дека е под притисок, меѓутоа спинувањето од другата страна дека тој под притисок на специјалното војно се апсолутно неточно. Напротив, во може да контекст има на- притисоци и верувам дека тој си кажа од кому да ја притисоците. Меѓутоа И тие веројатно ќе бидат и под истрага. Тие луѓе кои ќе бидат и под истрага Значи, се некаква. појавија некои информации во јавноста, тоа ни е потврдено од дел од луѓе кои што имаат информации од специјалното јавно обвинителство и од увидот дека нели околу неговата зграда долго време се движеле луѓе кои што се блиски до Власта? до обезбедувањето на високи, значи од обезбедувањето на високи функционери на власта. Значи некои луѓе кои што се токму и дали припадници, дали блиски до овие структури, значи кои што се занимаваат со безбедност и разузнавање, значи дека се Блиски до подземјето дали блиски до безбедносните структури. Знаете, кај нас тоа е испреплетено подземјето и безбедносните структури. Денес имаме држава мафија на власт, држава мафија на власт, така што тоа. И тоа е еден од елементите за кои што се разгледува евентуално нели убиство. Меѓутоа она што го напишавме и во текстот колегата Арсич дека можно е дури да биде наведено самоубиство. Знаете, ако некој може да ве поттикне да извршите самоубиство, да ви се Практично закане, да ви се станува уцени, збор станува збор исто така за кривично дело кое што е казниво со казна затвора. Ги споменавте клучевите, дека клучот од станот го поседувале неколку луѓе. Има ли поврзаност сопругата на Коста Крпач работи во ДБК, во УБК? Она што се нашите Каква е сознанија е дека поврзаноста? сопругата на Коста Крпач од неодамна е вработена таму, значи не е долг период, туку е таму вработена благодарение на врските на Коста Крпач со структури во државната безбедност, односно со врвот на владеачката партија. Значи, ако ја земеме целата оваа структура, Сашо Мјалков, Жарко Луковски, Орце Камчев и така натаму, тој бил нели, од времето близок до тие структури и благодарение на таа врска и на работите што се одвивале преку фирмите, нели, Коста Крпач бил директор нели на оваа фирма Финзи, која што е поврзана со другите фирми.
Благодарение на тоа, тој својата сопруга ја вратил во УБК. Таа нема, нели, условно речено никаква врска со... Но кој ги поседува клучевите? Во контекст на клучевите, она што се нашите сознанија дека луѓе кои исто така биле на некој начин ангажирани за работа, за оние трансакции што се правени и така натаму, дека тие исто луѓе имале клjuč од неговиот стан. Добро. Има ли тогаш поврзаност со убивањето на станот под Коста Крпач? Дефинитивно има, повеќе сигурно има. Која е логиката? Што се случува во тој стан? Напред превид. Дека е погрешен стан там. Ми тоа го спомнате клучеви, за мене клучевите не се битни клучевите од станот, битен е клучот кој што го поседува лично Коста Крпач во смисол на поседување на фирми и неговата испреплетеност со фирмите во Панама, регистрации, не знам, во Белизе и така натаму. И сметам дека тука е клучот на прашањето. Јас немам дилема. Значи немам дилема, ова го тврдам се категорично дека проблемот не е во тоа дали Коста Крпач ќе си дигнал рака на себе самиот или некој губил. И затоа ќе речам дека ќе го кажам. Мислам, морам да го кажам, едноставно ми тежи. Коста Крпач, човекот има испреплетени односи со многу битни луѓе, со многу фирми и мислам дека донесена е некаде одлука, него да ставам да го замолчам. Симптоматично, многу е симптоматично зошто баш Коста Крпач, како е избран Коста Крпач да биде елиминиран, тој се најде на листата на аболиран е председателот Иванов, иако човекот нема. Суштината на проблемот е, се поставува прашањето кој ги исполна фирмите. Дали дефинитивно постојат лични сознанија, колку знае специјалното јавно обвинителство за релациите што ги прави Коста Крпач и бизнисите кои се водат. Јас мислам дека тоа има многу изнесени информации, многу дадена информации. И докази, веројатно, И мислам дека тука е клучот на проблемот. Сега не се поставува прашањето дали дал, веројатно дека дал чим бил имал третман на сведок. Да. И се поставува прашањето во колку личат се изнесените информации. Она што ние повторно од неофицијални сознанија, меѓутоа сепак потврдени од специјалното јавно обвинителство, од извори внатрешни во обвинителството, дека тој дал информации за трансакции, за банкарски сметки во странство, за провизии, банкарски сметки во странство, освен овие дестинации каде што фирмата Финзи или фирмите поврзани на НВСП, на Владислав Стајковиќ и така натаму, кои што се сите поврзани на некој начин. Значи со Мобико на Жарко Луковски, со Ексико зад која стојат кругови кои, нели, интересно Орце Камчев се појавува секаде на отварање на нивните бизниси и фирми. Значи сите тие фирми биле на некој начин поврзани и Коста Крпач ги знаел, имал податоци за голем дел од тие трансакции. Тоа им го соопштил и на специјалното јавно обвинителство, им дал такви податоци, се зборува дека тука е израелската провизија, односно фирмата на НВСП на Владислав Стајковиќ, каде што нели парите според оние телефонски разговори дека таа била некаков посредник, нели? И дека таков тип на информации тој доставил до специјалното јавно обвинителство. Но во моментот, нели, кога тој се пријавил како сведок, ние знаеме дека сите сведоци на специјалното јавно обвинителство, другата страна, нели, ова загрижената страна на некој начин ги следела, видовме тоа дека е правен тефтер, Горан Груевски правил тефтер за следење, од неговиот случај дознав. И тогаш е многу лесно и многу лесно му влегле во трага и почнале да го притискаат да му се закануваат. Дали сето тоа довело и до ова очигледно дека имаме трагична последица. Јас не можам да тврдам дека се работи за убиство, нели, но дека имал притисок човекот и дека на крај гледаме како сето тоа заврши, можеме да предпоставиме зошто се случило сето ова. Значи ние ги знаеме Финзи и поврзаноста со некои други фирми и јас пак речем јас немам дилема дека тоа има изнесено многу докази и доставено до јавно обвинителство. За како видно докази се работи, може да предпоставам, меѓутоа убеден сум дека станува збор за многу докази кои дадат на. Но доказите ги добива сеја. Што добиваат со доколку станува збор за убиство, па и да е самоубиство, повторно. Со неговото замолчување? Се замолчуваат следните свидоци. Еве, Владислав Стајковиќ, например, човекот кој е поврзан исто така во таа некоја мрежа на бизнис, фирми, на власта и подземјето.
Значи Дали следен за замолчување не во вулгарна смисла, не во не смртоносна. Владислав, Не смртоносно да има и има заврши, и такви најави, но за конкретно се за најавуваат има такви притисоци и уцени кон Значи, ние Стајковиќ. знаеме дека специјалното јавно обвинителство дури достави до судот кога бараше одредени притвори дека нели нивните сведоци како биле водени во подрумот, односно во ВМРО-ДПМН заплашувани. Значи имавме во контекст на тие притвори кога се бараа за Јанкуловска и за другите осомничени. Токму такви податоци беа изнесувани, дека тоа е факт, дека тие го вршат притисок од врз тие луѓе. Инаку, чинот на замолчување, овде не се работи само за чин на замолчување, да речеме дека специјалното јавно обвинителство било многу професионално и на видео дури дека го снимило Крпач целото негово сведочење и има докази и документи за се што сведочел тој за нив. Значи дека тоа останува на хартија. Вие не можете да избегате од доказите и од сведочењето. Но тоа е одлична лекција нели за сите други. Што може да ви се случи? Може да ви се случи нели да посакате да се самоубиете доколку сведочите против фамилијата. Затоа што очигледно фамилијата тоа го смета за огромен греф. Ако сведочите против неа и потоа ќе се преиспитате и ќе си го стегнете пиштолот, нели кажете што јас зборам клевета ми лажа. Сега ова нели во иронија, меѓутоа во принцип тоа е пораката. Пораката е сите да бидат замолчени. Сите што ќе се обидат да е. Добро, и не можело ли се од тогаш нема закон за заштита на сведоци? Тоа беше еден од одбиените закони кои што ги предложи СЈО и но не можело ли побара сепак да пред биде распуштање на парламентот Точно имаше така. притисок од страна да се донесе тој закон, сите Така велеа. Не можело ли да биде заштитен сведокот Коста Крпач? Можеби на може неофицијален начин, Можеби зашто може би да биде, морало да меѓутоа има не закон. постоеше нити закон, нити да извадиш подзаконски акт па да речеш еве сега Би морало ли да има закон? Би морало ли? Апсолутно да. Апсолутно Не би да. можело да биде Колегата спомна посоветуван. тунелите кои водат пред ВМРО ДПМ, збориме за високи полициски структури кои беа оценувани таму. Знаете Кој се што? знае. Зборува за суди дека биле видени во тие ходници. Да. А да не збориме за обични луѓе кои што се баш буквално обични граѓани, кои што и ги знаеме и не ги познаваме. А во ствари се големи собственици на големи бизниси. Така да Коста Крпач беше релативно непознат во јавноста. Така. Како име и презиме и како лик се појавуваше понекогаш Владислав Стајковиќ, меѓутоа Коста Крпач тотално непознат непознато име и презиме. Токму тоа сакам да кажам. И Неговото објавување на името на неговото кога беше аболиран во службен весник, појавувањето на негово име и заинтригира јавноста и не заинтригира кој е човекот, едноставно изгледа како некој анонимус кој излезе на површина. Можеби тоа беше трагичен момент во целата приказка. Едноставно кој некој да пери прст во него. Да. Барите да во контекст на заштитата, нели, специјалното јавно обвинителство сака да работи нели според законот и затоа бараше начин, законска можност да го заштити. Меѓутоа има според мене вака неформално речено, нели, мислам дека самиот Коста Крпач кога веќе одлучил да сведочи, па велат дека и самиот се пријавил, морал да има предвид во каква тешка состојба се вовлекува, во какви околности го прави тоа и однапред да обезбеди некаква заштита. Значи самиот бил веројатно или мислел дека не може да се доведе во ситуација да го загуби животот. Да. Меѓутоа не треба, знае дека такви притисоци се случували и против други сведоци. Од друга страна претпоставувам дека специјалното јавно обвинителство тоа го правело конспиративно, дека колку што се можело, нели, и дека му сугерирало на некој начин да внимава. Но видовме каков е епилогот на крајот и мислам дека дури и специјалното јавно обвинителство треба да извлече поука во иднина кога ќе се случуваат ваков тип на сведочења, да ако веќе нема законска можност за заштита на сведоци, тоа да внимава како ќе ги добива информациите од сведоците и дали ќе може тие да се деконспирираат на некој начин. Без оглед што овие имаат уши секаде, нели? Добро, но јавно да се оди и да се биде виден. Јавно да се оди директно во канцелариите и така натаму веќе упатување порака. Упатување порака. Може да се организираат средби надвор од држава, може да се организираат средби преку посредници. Зборувам за вака суптилни случаи кои што се многу сензитивни во за идните сведоци, доколку ги има. Што станува со претседателот Иванов? Тој аболираше
човек кој е сведок, кој всушност бил таен сведок на СЈО. Не можеме да му ставиме квалификација дека е таен, заштитен или загрозен сведок. Тој бил сведок на специјално. Но СЈО не објави дека е сведок, тука е проблемот. Во оваа фаза на СЈО не постапка го објави не затоа што сведок. не се објавуваат вообичаено, нема Да. сведоци не се објавуваат. Во оваа фаза на постапка предистражно. Во оваа фаза на постапка, че го предистрага, не се ни должни да објавуваат. Тие си имаат своја листа кои ќе бидат сведоци, кои нема, па таа листа се селектира во некоја подоцнежна фаза која се отвори. Може и да биде формална отворена прилична или истрага. така, да. Па дури може и тие некој од нив да отпаднат кога ќе почне судски процес. Меѓутоа тоа е ирелевантно. Станува збор за човек кој чиј идентитет беше обелоден со указот на претседателот и тој човек е се жртва. Сега дали се самоубил или веќе ирелевантно е. По мене е многу ирелевантно затоа што станува збор за човек кој веќе го нема. Значи, предно го реков, тој беше посочен буквално со прст, тоа е тој. Кој ве знае што има Коста Крпач во главата или во джебот или не знам на сметките, знаел, меѓутоа пошироката јавност не знаела нити за името Коста Крпач, нити што поседува човекот во крајна линија. Меѓутоа, кога веќе сведок, веќе мислам дека и председателот ќе си понесе тука кривична одговорност, бидејќи обелоден идентитет на сведок во предистражна постапка. Сведокот завршува со смртна последица. Јас една прилика реков, ако Томислав Кешотовски наводно откри идентитет на Заштитен сведок. претворено лице кое било заштитен сведок, Кој што е лажен заштитен а не сведок. беше заштитен сведок, па доби 4,5 години затвор, па беше ука-бука, да не случајно утре му фали на тој човек нешто, да не му се случи, а во затвор не знам што може да му се случи во Украина, не е ни битно. Овде е убиен сведок. Кој ќе одговара? Или само Има уште еден Да. дел ова приказна. Ние знаеме дека судот, ако се сеќавате во првата фаза, односно судот, да, во своето соопштение кажа дека лицето Коста Крпач било осомничено, па потоа го смени соопштението за Да. неколку часа дека бил сведок. Ние немаме информации дали до председателот Иванов, бидејќи сигурно тој од судот ги добил информациите. Вистинската информација. Дека дали добил вистинска информација дека лицето е осомничено. Тој го направил потегот и во тоа. Сакам да кажам, можеби некој и во судот треба да сноси одговорност зошто лицето го посочил како осомничено. Да. Не сакам председателот да го аболирам, нели сега со ова. Да. Туку сакам само да кажам дека сите мора да ја сносат одговорноста зошто го неговиот идентитет го соопштиле во јавноста и го оставиле нели како осомничено лице. Меѓутоа во секој случај да не бидеме наивни, одговорноста е пред се кај тие што му се заканувале и тие што евентуално придонеле да се случи ова самоубиство или убиство. Баре само една дигресија, значи барање одговорност од судот и од некои одредени судии, се согласувам дека треба да стои, меѓутоа по мене името на Коста Крпач и на сите други е излезено од јавно обвинителство. Значи станува збор за лица кои што беа пријавени уште од политичката партија Уште од СДСМ, кои поднесоа кривични пријави. Меѓутоа тој не беше таму против него нема кривична пријава. Да. Апсолутно Него нема. Меѓутоа таму Тој се наведени веројатно претпоставам дека се наведени аргументации. Па имате таму и телефонски разговори, не беа транскрипти да донесени, беа CD-а. Веројатно се слушнале луѓето кои се во разговори. Целиот тој материјал го има специјалното јавно обвинителство. И очигледно е дека тоа нели може да повикува луѓе Да, сведоци и меѓутоа, така тој натаму. материјал А во првично случајов дека тие го велат слушнало дека сведокот сам се пријавил. Значи со самиот факт што сам се Да. пријавил, тој не можел Има да ре- биде дел од Само постапките сакам претходни. да кажам дека Ниту на СДСМ Имале кривичните пријави. безпреки- Првично материјалот влезе За во работа, јавното како што обвинителство. рекла. Првично материјалот влезе во јавното обвинителство, па потоа беше пренесен во судот и се ќаваме на фамозна одлука на судиката на претходна постапка, која 40 или 2-3 колку беа обвинители донесе одлуки преку ноќ. Кога ги дека дадоа сите во специјалната доставија јавна сите Да. материјали, па дојде се судиката одлука дека овие не се материјали, па се постави прашање, па зошто да не се сомневаме дека и судот ги има копиите од тие докази. Не, судот сигурно ги има. Добро, јас Иако ги благодарам. прогласи дека така наречените бомби не се доказ, а никој не го ни тврдеше дека се Само одлични една реченица материјали, може би индици, треба Добре. на крајот да кажеме за да ја заокружиме приказната. Без оглед на се, не може да се сокријат трагите. Нема совршено злосторство. Значи со ова сакам да им порачам на сите што мислат дека постои совршено злосторство. Може ова основно јавно обвинителство или овој суд сега да се под влијание политичко, под притисок и да не ги разоткриваат аферите како што долго време се обидуваат да скријат за Мартин Нешковски. и Но така. делата не застаруваат. Но, прво, делата Да. не застаруваат и второ, има живи луѓе, има сведоци, се надевам нема како Рамуш Харадина еден по еден да ги убиваат сите сведоци против него, кои ќе ја расчистат оваа работа, така што мислам дека и смртта на Коста Крпач нема да биде, ако ништо друго барем нема да биде Предолго расветлена, мистериозна е. предолго време мистериозна. Добро, јас благодарам што бевте гости.